Ако некој не сака нормално да биде, нека исклучи камера или така натаму. Како сметате дека е окей? Нешто за Мија и за Иван, значи ние в принцип другиве имаме некои материјали кои што ќе ги размениме. Тоа е една книга која што ја користиме за овие семинари. Таа е од Словенија, значи од словенската школа, е на српско-хрватски, сега за сега ја немаме преведено, ама имаме еден куп на предавања кои што се на страната на МАИС и од минатата година и од оваа година. Ја некако тоа требаше да го кажам вајде кога ќе бидат сите вклучени, ама рековме дека ќе почекаме уште 4 минути. Имам уште двајца кои што не се приклучени, ја знам дека имаат пријава и оплатено, така да ќе мора да се јавам. Добро, окей. Не одговараат, ако се испостави дека имаме грешка, може ќе имаме и реприза у среда. Не ни е проблем ништо да се конектираме, барем мене лично, и ќе го истераме така. Дали добро ме слушате, само дајте некој фидбек што е уклучен со микрофон, дали е окей, Да. гласен. Прекрасно. Добро. Фала. Морам да ви кажам дека со повеќето од овакво овдека се знаеме многу добро лично. Сега со Мија скоро се упознавме. Се спремавме да изнајмуваме некоја куќа во Мавро, ама како стојат работите, не знам дали ќе се случи. Со Иван не се знаеме, останатите се знаеме веќе долго години. Иначе тука е и руска, тоа ми е резервниот линк, тоест конекција у другава соба, пошто имав некои проблеми со компјутер и така нето. Ако сака некој нешто да каже уште 2 минути може, а и после ќе може да каже, него само да им даеме шанса на тие што не се поврзани. Еве Јанис е наш пријател од Грција, од Едеса, разбира помалце македонски, ќе биде кратко тука, а после ќе го одработиме на англиски и на грчки делот со него, пошто така, англиски, на грчки и на македонски, на 3 јазика. И ми е драго што имаме и представници од други земји. Иначе Јанис е дел од грчката репрезентација, доста добро вози рейсборд по капи, некој го знае, некој не го знае. Се надпреварува во бордер крос и се надпреварува и во фристайл. Значи Јанис all round player. I am alpine rider also. Alpine skiing. Snowboarding, come on. Because I beat you, you know? Do you remember? We are 1-1. Okay. But you will beat me for sure. I am a little bit older than you. Yeah. Океј, дечки, ја мислам дека треба да си стартаме ние со нашата агенда. Овдека ќе споделам една презентација која што ќе ни биде као ама ја утнав од старт, добро. Тоа е дедовци која предаваат на овакво. Се надевам сега дека окей.
Океј, не знам сега да кажете ова дали се гледа кај вас добро, дали може да тераме вака? Да, супер. Океј, добро. Кој ќе закасни нема да чуе и ќе тераме. Значи, прво би сакал да ги представам членовите кои што се тука како дел од демотимот. Демотимот што значи дека тие се луѓе кои што се доста искусни во оваа работа, веќе поише години водат екипи, се дел од семинари тука на Балкан, во Словенија и така натаму. Ние како МАИС, значи Македонска асоциација за инструктори на снежни спортови, сме ги препознале како добри сноубордери, добри предавачи. Нормално некои се поискусни, некои по тазе и ќе им дадеме шанса да пробаат да се докажат и на овој семинар и се надевам доколку имаме на снег семинар оваа сезона. Дека имаме шанси тоа да го направиме. Сега сите се прашувате што се случува, значи одлуката на владата е дека ски центрите нема да функционираат оваа година, за жал, но во теке некој препис преку Македонската скијачка федерација да успееме да ги таа одлука да ја промениме. Вистина е дека некои од центрите во Австрија и во Италија поради ковид се затворија, но сигурно дека ќе следат промени. Се надеваме дека и кај нас ќе аналогно на тоа што ќе се случува во западниот свет, во странство, ќе се случи и кај нас. Ние сметаме дека е тоа најбезбедниот спорт, па сега ако може да работат, не знам, базени, ако може да се игра фудбал и така натаму, секако користење на марами, на бандани, на било што на снег е плюс за тоа. И се бориме да со некакви протоколи се отворат ски центрите. И ако не се отворат, со тоа што сте се пријавиле за да бидете на дел од овој семинар, оваа приказка започнува и за мене лично до сега не завршила во однос на надградување на инструкторскиот дел. Секогаш има што ново да се научи, секогаш има што да се сподели и секако по мене ова е најефтиниот начин да можете да си ја подобрите вашата техника. Доколку идете да земете, пример, кажувам, еден час во Маврово, тој минатата година, не знам кој имал искуство, мислам дека околу 20 евра чини. Нашите курсеви, сите ја знаете цената како тераат, се проведува многу подолго време и теоретски и практично и тоа е за жал најефтиниот. Исто така сакам да споделам дека на светско ниво веројатно исто ова е најефтиното. Сега сигурно се прашувате чим е најефтино дека нешто и не чини. Нели ефтина пита увек нешто мириса неубаво. Меѓутоа јас сметам дека не е така. МАИС постои долго време, со тоа што последните 2 години е доста поактивно и сметам дека се вклучени многу добри предавачи. Значи, јас, пошто имаме луѓе кои што прв пат се тука, треба да се представам, значи, јас сум Кирил Наскобајда и се гледа и се чита и сум вработен во Скијачка федерација на Македонија како секретар, најверојатно во брзо време и ќе се промени како тренер на сноуборд екипата која што практикува фристайл и капи. Драган Симеоновски е многу години во сноубордингот, уште од 96-та година, и еден од тројцата македонци кои што возеле светски куп. Го има највисокото ниво 4 на МАИС, тоа е тренерска лиценца, огромно искуство за себе во организирање на кампови и во водење на деца, инструкторски задачи и така натаму. Исто така има и трето ниво ИСИА за алпско скијање. Бојан Андонов, Боки, поздрав. Бојан Андонов е
Во моментов најактивниот, последната негова активност беше организација и носење на деца на двајца наши најдобри надпреварувачи на физкамп во Ландгер во Сала во Холандија. Има високо второ ниво во Словенија, кое што е стекнато минатата година. Се занимава со фристайл, носи деца, прави видеа и така натаму. Една од најбитните фигури, да речеме, во Полар за анимација на деца. Јован Арсовски, не знам дали имаме камера, пошто Јован не те гледам тебе. Ако не дојди до Бојан, и онака сте на мют. Ја не можам да... Го гледаме добро? Добро, ево со маска. Добро, Јован Арсовски исто минатата... Не те слушнав, извини Јовче. Имам, викам, подале си пуштив и јас камера. Пуштай на Јосан. Добро, супер. Јован Арсовски исто има високо второ ниво во Словенија стекнато минатата година и е долгогодишен член. Последната негова активност беше глечер скијање 10-дневно во Австрија, одговорен за 7 наши репрезентативци и така натаму. Во продолжение агендата која според која јас ќе се водам, а тоа е денеска имаме 3 лика за разгледување. Јас извинувам, само ќе се вратам да ви објаснам што е МАЙС. Значи МАЙС е здружение на граѓани кое што функционира во склоп на скијачката федерација како тело кое што е одговорно за оспособување на ски и сноуборд инструктори. Председател на ова здружение е професорот Јован Јовановски, професор во пензија од ДИФ, а генерален секретар е Владимир Вуксановиќ. Ние како МАЙС сме примени во најеминентните организации, тоа е ИСИА и Интерски ИФСИ, кои што се како земја кандидатка член. Се надеваме дека до крајот на оваа година ние ќе добиеме целосно полноправно членство. Се надевам не е како со членство во Европска унија и да имаме обструкции од бугарите. Немаме од никого обструкции, едноставно обструкција што не може да дојдат луѓето кои што треба да видат како ги организираме семинарите за да добиеме полноправно членство. Меѓутоа веројатно ќе се изнајде некој начин и ќе бидеме. Тоа значи дека лиценците со кои што вие ќе се стекнете ќе бидат меѓународно признати и ќе бидат ќе можете со нив да работите во цел свет. Ете го прашањето кое што Калист ми го постави на кратко пред да почне овој семинар. Има 4 нивоа. Уште нешто, Македонија е примена како членка во ИВСС. Тоа е една организација меѓународна која што е одговорна за учење, формирање на инструктори на ниво на школскиот систем. Но тоа не е толку битно да се губи време. Сакам да ви кажам дека почнувате една обука, некои ја продолжуваат, со која што ќе имате шанси да не само да добиете знаење и да добиете лиценци со кои што ќе можете да работите во целиот свет. Еден од нашите, не знам, сега инструктори минатата година работеше во Јапонија, имаме луѓе кои што работат на Копоник и така натаму, значи на секаде. Океј, тоа е тоа на кратко околу МАЙС. Ако некој нешто сака да ме праша, дајте малце уклучете се, пошто да не биде само ја да зборам. Дечки, само да ви кажеме здраво, јас сум Драган за тие што не ме знаат. Чисто информативно ово го замисливме како некаква интерактивна работилница, така да во било кој момент кога имате нешто прашање, кога имате некој предлог, подобро слободно кажете го. Не е битно дали во истиот момент, дали не знам, на крајот на главата или некако слободно комуницирајте нешто ми се допаѓа, што не ви се допаѓа и така натаму. Така да отворени сме за предлози за соработа цело време.
Значи, материјата која што треба да ја совладаме, овдека е лимитирана. Се надам дека денеска, сега нормално кој колку може, јас имам замисла дека треба барем 2 пати по 45 минути да направиме сесија, за да можеме да ги објасниме овие 3 лика што се за денеска на агендава. Што значат ликови? Значи, за еден човек да научи да борда треба некако постепено, не знам, као форхенд да научи да удира бекхенд, фронтсайд, бексайд, значи разделени делови од бордањето. Не знам, даме, кажи како мислиш или некој, не сега да прозивам, него некој што веќе се сретнал со оваа теорија, што е нешто прво што треба да се направи кога се почнува да се учи некој да борда? Даме, не си спремен, седи кец. Добро. Не знам, ако сака некој да се уклучи. Па то, ај даме, повели. Ајде се уклучи женски. Не, ти, тебе те кажа, ај. Женските имаат предност, може. Ќе те надополнам. Добре, ајде, женските имаат предност. Повели, па он ќе те надополнам. Па, точно да му биде наместено телото, нели, куковите во средина, чучна да биде. Добро, Така добро, ти чекај, многу одлетавме. Напред, одма ќе те прекинам ја. Па, не знам. Значи, не почињаме за првиот лик, него почињаме за општо. Не знам, нели, треба да се избере опрема, треба да се запознаеме, треба да смислиме каде сме, што сме, така, некако. Во таа смисла. Ај вака обратно да поставиме. Што прво е да направиме кратка дискусија. Што прво замислувате дека кога ќе дојде некој на планина, што би требало прво да направи? Значи, вие сте професори, не ви доаѓа нов ученик, што би требало прво да направи? Било кој, не мора прозван да е, дечки, само вклучете се. Не играме со прозивање. Не играм. Не играме со прозивање, добро? Даме? Да знае да си ја врзе даската, например. Не, прво да се упознаеме. Прво се познае. Има опрема некаква, добра опрема. Да видиш дали му одговара даската. Така. До Да види висина. на која страна му одговара поише, за да може да се почне од него. Да научи да паѓа, така ли е? Уфили нормал. Да научи да... Добро, све се тоа добри. Добри предлози, ама ајде ќе одиме оце поструктурирано. Бидејќи немаме многу време да ги разгледуваме овие сите работи, сакам да ви кажам дека се тоа важи, дека треба да се запознаеме, треба да знаеме кај сме, треба да видиме какви се условите. Okay, Yanis, if you don't understand, you can leave this meeting and we will discuss later this evening, or we will do it tomorrow, one-on-one, or with me, with Bojan, with anybody. Okay? Okay, thank you. Ајде, кало вради, кали нихта. Чао. Чао. Кали нихта. Дечки, фала овако за интермецото. Човеков не разбираше ништо. Тешко е кога ќе почне да се зборува брзо и стручно, така што го поздравивме. Значи, зборот ми беше дека треба да видиме кај сме, што сме, да видиме со кого располагаме, дали е тоа дете, дали е возрасен, дали е за само да земе еден час, дали е почетник, дали е напреден и така натаму. Понатаму треба нормално да се провери какви се условите на планината, дали можеме да идеме, дали не можеме да идеме. И сето тоа е еден малце посложен процес. Овдека ние сме ги ставиле, значи тие предавања можете да ги најдете на Facebook страната, а секако дека ќе ги разговараме понатаму во текот на обуката. По мене исто така е битно кај на кој ски центар се наоѓате, така може би прв пат се сретнуваат луѓето со жичара, па треба да им се објасни како се качат на жичара, па не знам и од типот како да се стави, каде да се стави картата, доколку е сонце да се намачкаат со заштитен фактор, доколку е нели студено, како да се облечат, па после загревање, па средување на опремата, позиционирање на везови и така натаму.
ние ќе тргнеме со првиот лик и со тоа што треба пред да се стави човекот на борд. Само сакам уште еднаш тука Трајо, гледам дали е тоа, значи пошто пишува дека е Трајо вклучен, дали е Трајче презиме, мислам дека беше с Саздов, не? Точно или не? Ме слушаш, Трајче? Добро. Кога ќе се вклучи, ќе провериме и така натаму. Значи, бочно лизгање јас ќе го објаснам велик, понатаму Бојан, Јован и Драган ќе ги објаснуваат и другите ликови. Значи, пред да се качиме на планина, еве сега не знам, се надевам Маврово можам да го давам за пример, пошто претпоставувам дека повеќето од нас биле на Маврово и знаат, не знам, ги знаат патеките, ги знаат условите и така натаму. Значи, пред да се качиме на скилифт и пред да се качиме на падина, добро е да се направат некои предвежби. Бочно лизгање значи дека сте свртени со лицето према удолницата, према падината. Тоа се некои термини кои што ќе ги користиме. И треба на пети или на прсти да се лизга, да се отклизава со контрола на брзина. Пред да почнеме тоа да го правиме, ние мора да знаеме како се закопчуваат везовите, како се паѓа, па не знам, еве и како се станува од бордот. Дали тука може некој да помогне, да не прозиваме. Би барам помош, убава ти е позадината, Филип. Дај малце, пошто си, еве, втора година, може ли тоа да ни помогнеш, те молам да малце да се напијам вода, ја да одморам малце. Останување, така? Не знам, зборам, ние сме сега замисли ситуација дека сме на крајот на двоседот, кај што имаме рамен терен, на некое безбедно место сме застанати и треба да му кажеме на човекот што е тоа борд, така, како се закопчува, како се станува, како се паѓа и така натаму. Значи, сноуборд, нели, има два канта, двата канта помагаат за контролирано лизгање на даската по снежна површина или по мраз или по било што. Таа даска на себе има везови. Везовите се тие што нас не врзуваат за да може да контролираме и управуваме даската. Може само да те прашам сега тука кога сме, која е добра висина за избор на даска, пошто како инструктор сигурно ќе те прашаат како да му избереш даска. Или кога сакаш да продадеш твојата стара опрема. Тачно. Многу ствари зависат од тој фактор, сега нормално. Највеќе зависат висината највеќе зависи од тежината на човекот, неговото знаење, нели, ако е почетник различно висина. Еве за почетник збориме, да убрзаме. Значи почетник е едно дете кое што е 7-8 одделение, добро спортски способно. Почетник значи најчесто треба да има по-ниска даска. Од до, во однос на неговата висина. Од брада до нос, а дури може и малце пониско, за да може, затоа што помала даска секогаш овозможува повеќе контрола на даската. На самата даска, каде што А што не возможува, да не биде испрашување? Ако ти е помала даската, што ќе биде проблем? Проблем ќе биде брзина, контрола на брзина. Не, ќе биде проблем кога ќе пуштиш брзина да можеш да контролираш даската. При брзина, при поголема брзина. Да. Тоа би било поголем проблем. Океј. Ние некако сме се договарале дека може даската да биде минимум од рамења до очи. Нормално најдобрата опција е од нос до брада да биде. И така натаму. Добро? Не знам, еве, например, како би станал горе кога ќе окачиш на жути некој? Која е постапката за станување? Најнормално со помош. Првиот пат, нели, секогаш со помош, каде што јас му блокирам предниот кант, што доаѓа, значи кантот што е поставен према падината, би му го блокирал со нога и би му помогнал првиот пат да го кренам со раце. Така, тоа е иницијалното, за да осети, за да добие
да добие представа и А идеја. како сам како? Еве, како треба да му кажеш? Со кои зборови? Баш еве не знам, на пример, на Даме му кажуваш, еве Дамјан, ти треба да Так. ти е почетник, еве како да стане? Да прво лице еднина, мислам прво лице еднина, второ лице еднина. Дамјан, На ти. сега Дамјан, сега ти си седнат на твојот газ и треба да се исправиш. Треба да се исправиш со тоа што ќе се одбутнеш, рацете ќе ги поставиш позади тебе, во ниво над газот, да речеме, и треба да се одбутнеш, контролирано одбутнување, каде што ќе го исправиш телото доволно и ќе притиснеш на петата. А кажи ми, не знам, ако е фино најаден, да не речам елегантно пополнет, нели? Така. Дамјан, он е, мислам, многу изгоден младич и е супер навежбан, ама имаш некој клиент кој што е така, опозит од Бојан Андонов, нели? Не е ветрушка, него убаво си има апетит човекот и има поише некој килце. Нешто као мене, да речем. Така. Некој трик да ни кажеше како тој бабачко да го речеме средиш. Добро, смешно е, слободно може да се смее, да мислам сега стварно не е ова карате, нели? Не стварно ти доаѓа некој дебел човек и треба го станеш сега. Како ќе останеш? Не знам, има ли некој трик? Да ги спои, да ги крене колената малце повисоко, што може повисоко. Помага. Да. Значи да ги приближи петите до газот, да, баш така. Супер покажуваш, да. После? Каде што мало одбутнување позади, така, со мало одбутнување или со зафрлање на раката, би успеал да стане побрзо. И може да го фати предниот кант и да се подигне. Тоа е кога треба сам да се дигне и така натаму. Добро, тоа е тоа. Фала ти, Филип. Значи, додека сме на рамен терен, можеме да направиме некои вежби кои што ќе го прилагодат, тоа се предвежби, ова што е тука во нашава презентација. Значи, предвежбите се прават најчесто на рамен терен, за да може човекот да се подготви за кога ќе дојде на стрмнина, да може да знае што треба да направи. Инаку, во објаснување на сите ликови, најпрвин човекот, тоест инструкторот, му објаснува на клиентот со зборови. Тоа се некои методички вештини кои што секој инструктор треба да ги знае. Значи, тоа се неколку фази. Прво му објаснува, потоа му покажува или демонстрира, потоа со асистенција, значи му помага да ја изведе вежбата или ликот, нели? Првиот лик ни е бочно лизгање. Потоа ученикот сам го прави тоа, инструкторот му дава сугестии и на крај прават вежби за утврдување на еден лик. Сега, тоа колку ќе трае, се зависи од тоа колку е спремен, какви се условите и така натаму. Софи, кои се добри услови, кои се лоши? Може да ми кажеш за бордање? Добри услови би било, пример, времето да биде сончево, пријатна температура, не биде преладно. На некои поотворени планини, например, најмногу често може да има ветар. Тоа, пример, или магла исто така да нема така. Добро. А снегот каков е подобар да биде? Заледен, длабок, истапкан? Зборам за почеток, за бочно лизгање. Идеме конкретно. За лизгање, за бочно лизгање, ја мислам дека би бил најповолен истапкан снегот, да не биде заледен. Да, и да не биде длабок, пошто се оди со мала брзина и така натаму. После кога се поднапредни, нормално во брдањето најубаво е да се вози по длабок снег. Океј, на рамен терен можеме да направиме, значи, да се научи човекот како да паѓа, како да станува. Кажавме како да станува, може ли некој да ми каже како да паѓа? Нанапред може да се падне со борд која ти се закопчани нозете, може и наназад. Многу ретко се паѓа на страна. Имаме доброволец. Берче? Нанапред кога паѓа, треба да паѓа на подлактици, да не паѓа вака, зашто така ќе си го повреди ова тука зголовот, така што треба да паѓа тука и да се излизгува нанапред. Вака? Така. Да. Добро. Како да се лизга нанапред. Главата да ја стави доле? Не, главата вака нагоре. Браво. Да, не се јамавина и главата. А ако паѓа наназад... А кажи ми, извини само уште ова, даската во тој момент, кај треба да биде? Да удира по земја?
Па ако може да ги крене да ја нозете би подигне. било супер, да, ама тоа да, нозете да не удира по земја. А како најчесто паѓаат луѓето на почеток? Па вака, на Како? колена, на колена, на колена. Еве, ти ќе му кажеш и нема шанси он така да падне, Не, нели? нема шанса. Па Ама на кој, како колена инструктор, ќе му најверојатно. кажеш? Како? Која е најчестата повреда, да речеме, при паѓање, дали знаеш? Па на овие Повреда на лобовите. зглобот или кршење на коската над зглобот. Значи, такви повреди сме имале многу. Зашто? Затоа што сите паѓаат нормално вака со рацете. Пробуваат да се Искрено задржат. така им доаѓа. Или вака, ако паѓаат нанапред, или наназад пробуваат да ги стават рацете под себе, под гс или да се задржат. Да. Океј? Тоа. Тоа. А наназад ако паѓаат, да паѓаат на гс. У принцип, што е поголема површина така што паѓа, тоа е подобро. Значи, ако може да падне на бутин или ако може да падне на подлактица, тогаш е окей. Ако паѓа на еден удар, овдека е лошо. Тука настанува фрактура на често. Значи, Океј, тоа ќе имам третата сесија малце поише. Повели Бојан. Значи, општо треба да пробаш да го научиш да се склопчиш што повеќе пред да падне. Значи, колку е по-собран со даската и во телото, толку е Значи почучнат, подоле, ако е скрос исправен, кога ќе му удри контракант, многу е голем моментот да ја удри главата. Ако е понизок, полесно ќе биде тоа. Така? Океј, Од добро. ваше искуство, што е најлошата работа што сте ја виделе, што може да се случи? Мозочен удар, такво удар со глава уствари. Тоа е најстрашно, така. Не, добро. Мислиш потрес мозок, така? Потрес мозок. Да, тоа е различно малце. Па тоа се Идеално. случува ако ја мавнеш главата, така. Да. Уште потрешно е овако да не удри комета и тоа е најстрашно се. Ама па добро. Па сега ти праша најстрашно. Океј, добра тема, дечки, значи ние сме Првата работа е, ќе извини малце. Значи првата работа е внимавајте на безбедноста. Најстрашно е ако човекот се удри у бандера, у ступ, у друг скијач, у жичара, у нешто таква работа. Така да тоа е првата работа. Safety first. Okay. Да, супер, да. Секогаш тоа е едно, мислам, секогаш тоа е најбитната работа. Затоа работа е личната безбедност. Значи кацига, штитници колку што можеме, креш пенс, бек протектори и така натака. Тоа пуштите човекот на терен. Така? Да. Океј, мала дигресија. Тоа така треба да бидеме и забавни, знаеш, мислам, прво е да бидеме безбедни, второ е да бидеме забавни, трето е луѓето да уживаат, според мене. Изборот на терен е многу добро и многу битно да го направи инструкторот, за да може да го сочува клиентот, тоест да го сочува ученикот да биде безбеден. Бочно лизгање, тоа значи дека одлизгувате по пети или по прсти. Дали, еве, не знам, Мија, што мислиш, кој терен е добар, еве, да речеме у Маврово или негде било каде што ти одговара за оваа вежба? Дали треба поблак, по-стрмен терен? Па треба блак, мислам, не сме да биде стрмен, затоа што прво ја мислам дека некој ако се качи на борд за прв пат и кога ќе ги врзе везовите, кога ќе стане, прво ќе се исплаши колку е стрмен теренот, така што ќе се откаже. Еве, например, жолтиот. На жолтиот. Сега, жолтиот има два дела. Едниот е погоре, пострмен, првиот дел, вториот е малце поблак. Јас секогаш би го избрал по горниот за оваа вежба, бидејќи ако е премногу благо, значи вака некако кога ќе лизгате по петици, многу блиску се доближува кантот кој што не треба да фати до оној кај што треба да лизгате. А кога е пострамен теренот, вие лизгате и кантот е подалеку. Ако е поблаг теренот, не знам дали ме гледате, значи може да му фати кантот и он лета на контракант. Океј, значи изборот на терен, да речеме, е средно стрмен, значи не е ултра благ, но и не е стаза, никаква стаза. Значи, не знам, може и да речеме повратниот, може и жолтиот. Најчесто и Маврово, морам да ви кажам дека има идеални терени за учење за сноуборд. Многу луѓе сме научиле и многу добро сме функционирале.
Океј, значи самата изведба, еве јас ќе продолжам, фала ти Мија. Значи самата изведба на овој лик е, прво треба да му објасните тежината подеднакво на двете нозе. Значи првото нешто што го правите, го објаснувате. А тежината е подеднакво на двете нозе, погледот е пред себе. Рацете се спуштени надолу према носот, тоест према врвот и према опашот, тоест крајот на даската. Телото е колениците се благо свиткани и колковите се во средина на даска. Значи тоа му го објаснувате. Потоа, нормално треба да го покажете. Тоа значи дека треба малце да покажете како отклизувате. Сега, не знам, ја сега тука гледам. Например, Калис, што мислиш, што е полесно? Прво да отклизаш на пети или прво на прсти, да иде човекот у рикверц? Значи треба и на пети и на прсти. И јас мислам на пети, ја имам поише рамнотежа на пети. Да, апсолутно. Секогаш човекот сака да гледа каде оди и затоа е добар избор прво да тргнете со отклизување на пети, тоест со лицето према удолницата. Океј, малце јас си скролам овдека без везе. Друго, ајде да ги погледнеме следниве слайдови, може ли? Ова се некои од најчестите грешки кои што може да се случат на бордање. Не знам дали го гледате овој слайд. Има ли некој идеја да каже што не чини овдека? Не го гледаме слайдот. И како бе не го гледате? Грешка, моја грешка. Ја не го презентер ревју. го гледаме. Добро. Океј. Слика е, само така. Да, слика е ова, значи морам да ви кажам дека на овие линкови нема да можеме да поделуваме видеа, пошто е тешко со нетворкот. Да, фала Драган. Има ли некој идеја? Еве Владимир Димовски, ако може. Да не прозиваме. Имаме уште едно вклучување. Во моментов ќе сакам да ни каже кој е, кога ќе се конектира. Као Боге ми стои мене. Дали може да ни каже кој е Боге и така натаму? Океј. Добро, Владче, тука си? Тука сум. Океј, може ми го искоментираш првиот слайд, што не чини? Премногу е исправен човекот. Добро, премногу раката му е изфрлена на напред. Што значи тоа? И тука ја губи рамнотежата. Добро, како би го дефинирале малце поедноставно ова? Ова е една од најчестите грешки при првиот лик, при бочно лизгање. И сега сакам да ви кажам дека многу е добро да идете чекор по чекор и да уште на самиот почеток го наместите човекот во правилна позиција. Доколку употреби малце поише време, не брза. Значи, доколку Владче не се исклучувај. Значи, доколку не се брза да иде побрзо да научи да врти, многу подобро ќе се овлада техниката. Тоа ви е како куќа кога градите, темелите ако се правилно поставени. Дали може некој да ми каже, ајде не мора Владче, нешто како би го дефинирале ова? Оваа грешка? Па јас би рекол положба на рамењата. Да, тука е негде зајакот. Значи, горниот дел на телото е во контраротација. Нели рековме дека едната рака треба да покажува на опашката од даската, другата рака треба да покажува на носот на даската. Нормално, исправене, не се свиткани колената. Дали некој може да ја коментира, имаме ли некој да сака да искоментира овој слайд? Може? Чекај, дај некој што не бил. Може? Спиди. Не знам, Трајо ми е тука ставен, ама не го слушам. Може Иван, може некој Дамијан, ајде Даме, повели. Ја ќе почнам од погледот. Добро. Не гледам дали мислам дека нема добар поглед, не гледа кај што вози. Рамењата Значи само да објасни го тоа как гледа дека не изгледа убаво.
Ама не. Колената Види, не се ние сме се инструктори, ти веќе имаш некаква лиценца, значи мора многу прецизно одговор да дадеш. Значи Така е, ама за почеток од одма се гледа прво дека не изгледа убаво, а потоа детално ќе ги разгледаме грешките. Добро. Значи нема тежината не е подеднакво на даската, кугот му е напред. Добро. Колената Што треба е тоа подеднакво на даската? Тежината. Има 50-50 тежината му е подеднакво на едниот и другиот вес. На едната и на другата нога. Добро, тоа е тоа. Друго? Друго, во предната рака му е во некоја неприродна положба и исто и задната чудно му бега напред и целото тело му го криви да се врати. Како му е криво телото? А како треба да биде? Па треба кука да го врати назад и рамињата да ги намести во однос на напред назад дали нешто паралелно со даската и да не излегува вака една рака надвор од да речеме линијата на даската како би се движел он по падината. Кажав колената треба да се свиткаат повеќе. Добро. Тоа. Добро. Кај мислиш дека ќе настане проблемот на оваа слика во наредните метри? Проблемот ќе настане кога ќе треба да го сврти завојот, а исто така и не гледа што се случува околу него. Извини, дури пред да го сврти завојот, гледаш дека тежестото му е надвор од даската. Да, нема контрола над рабникот. Прво ќе обронува, второ при мала џомба ќе падне. Да, дефинитивно. Оваа презентација ќе ви испратиме, на крај ќе ги погледнете и видеата се многу интересни, секој треба да си ги погледне. И сакам да ве потсетам дека процесот вака да размислувате за бордање, да разговарате за бордање, да ги отклонувате грешките кај другите, во многу ќе ви помогне вие да станете подобри бордери. Верувајте ми дека ова е најдобриот начин. Мислам, проверено многу години наназад и кај мене и кај останатите. Инаку, првата моја инструкторска лиценца е стекната во 2000 година во Словенија, и од тогаш натаму секоја година одиме на обнова на лиценца, на споделување на знаење и на апгрейд, значи на стекнување на нови знаења. Океј, следниот слайд е нешто што е така скицирано, како може да биде неправилна положбата, тоест да бидат колената скрос исправени, гзот да биде исфрлен наназад, и за да се добие некоја рамнотежа, он мора да го свитка грбот. Последниот слайд е како е правилната положба. Значи, ова е она што треба да им го кажете на учениците, дека правилната положба е, и ова ќе ви биде кога ќе ви се падне некое прашање кое што треба да го образложите, нормално на крај кога ќе го полагате испитот, каква е правилната положба. Значи, колената се благо свиткани, грбот е исправен и колковите се на даската. Оваа линија е многу битна. Тие може да бидат лево и десно од вашиот слайд, како што е газот вратен на оваа положба, што е неисправна, но може да бидат и нанапред, што исто така не е исправно. Самата положба, кога ќе донесете во центар на даската, овозможува да имате синхронизирани вртења, нормално, добар контакт со положбата, добра рамнотежа, и тоа ги прави добри бордерите, тоа ги разликува добрите бордери од тие што не возат така добро. Извинете, еве и од напред, значи погледот секогаш треба да биде пред себе, но кога ќе се почне да се одлизгува, треба да се гледа и лево и десно. Рацете благо свиткани покажуваат кон врвот и опашката на даската, колковите во средината на даската. Еве со курсорот, значи може да биде на едната страна, може да биде и на другата страна. Тука, значи, со оваа позиција се јавува една од најчестите грешки на почеток кога учите некој почетник, со позицијата, дали е на предна или е на задна нога. Што се случува? Има ли некоја идеја кога ќе
почнете да одлизгувате и кога ќе се стави тежината на едната или на другата нога? Ќе почнеме да отклизуваме устрана и Мгм. уствари кај така. Во која страна? Па ако стиснам на десна, ќе поише на десна, ќе одам на десно, така. Ако ќе Значи стиснам на даската лево, ќе ќе тргне одам на на таа лево. страна. Така? Да. Добро. Сега, а кај возач почетник, односно кај некој кој што прв пат се качува на даска и прв пат почнува да одлизгува, може да го фати паника, односно мене ме фаќаше паника, и се фрлаш и паѓаш. И тука од паника може да се случи повреда, така што најубаво е тежината да биде од средина и да биде 50-50 назад. И како би му помогнала на некој ти се ако ќе го учиш? Да, сваќаш сега, ти си инструктор, веќе имаш малце повисоко ниво на размислување од, нели, од обичен, да речеме, бордер, кој што иде да си го учи другарот. Сега ти како инструктор треба да ги знаеш овие работи и нормално за секоја грешка треба да имаш пред Начин себе да ја спречам. нормално и треба да имаш начин и треба да имаш идеја. Да. Па идеја за да ја поправам, да ги вратам куковите во средина и општо тежината да биде на двете нозе подеднакво. Таа вежбата што е со две топки снег на пример од две раце, за да Ама добро, еве тоа е малце покасно да речеме. Еве сега прв пат се спуштам, првото спуштање. Нема му ставаш одма топки, така? Добро, да, добро, првото спуштање јас ќе му помагам, ќе Па го нормално. Да. Како ќе му помогнеш, Вера? Ако отклизава он на пети, јас ќе отклизавам пред него на прсти и ќе го држам, и обратно, ако он отклизава на прсти, ја на пети. Одлично. И кажи ми сега како, например, он ќе ја стави тежината на едната нога или ќе се повлече назад ако му е страв, што ќе му кажеш ти? Па прво ќе застанеме и после тоа ќе продолжиме. Ама добро, што ќе му кажеш? Еве, му на пример, кажам. за двете опции. Едното ја става на десната нога цела тежина, така? И да речеме, луѓето обично на почеток, тоа ти го кажа прегаска, бидејќи им е страв, се повлекуваат наназад. Значи они сакаат да седнат, да се вратат, да се заустават, да го спречат тоа ново движење кое што им е непознато. И па ќе застанеме и ќе разговараме за тоа, односно ќе му кажам, значи добро е, само што се повлекуваш наназад и за да биде уште подобро, ќе треба да го вратиш телото нанапред. Не е ништо страшно, само ќе ти биде полесно. Сега, ако стиска на десна едно од нозете... И дај ми рака, еве, заедно ќе идеме. Да, заедно ќе одиме, ама тоа нели рековме дека веќе го правиме. Да, браво. Вера користи позитивна психологија, што е за поздравување, и супер ме подсетуваш дека треба да споделиме со сите дека, не знам, за било која детал од техника, ако му е грбот свиткан, ако му кажете на ученикот, не го виткај грбот, он само слуша виткај грб и не знае што да направи друго. Значи, што е подобро, Вера, да му кажеш? Како? Па прво да му кажам што прави добро и после тоа да му кажам исправи го грбот. Зашто добро, така да го исправи грбот, само тоа беше кратко, да. Значи, не го виткај грбот, не го исправи го. Како да го исправам, па ќе му покажеш прво како да го исправи. Ајде да видиме сега како како на оваа слика, нели? Тоа значи треба и ти добро да возиш. Тука доаѓа до израз колку си ти добра бордерка, колку си посветила време на себе додека возиш и колку тоа можеш да го примениш како инструктор. Добро, тоа е таа позитивна психологија во која што за секој дел од бордањето би требало да ја терате. Колку е саат, некој да ми каже, чекај јас одека, пошто сум многу зафатен, може да дирнам? 5 до 8. Веќе сме 1 саат. На брзинка ќе го завршиме овој лик и не знам дали сакате да направите мала пауза од 2-3 минути и да се вратиме? Некој да каже? Или ќе Илчо, да те поздравам, добре дојде. Сега те видов дека си уклучен. Не те слушам никој. Добро, на мјут си ни. Добро, поздрав. Супер. Ќе се договориме после за ќе ви пишам во групата, значи кај ќе може да направиме литература. Нели лани нешто копиравме, правевме. Илчо, направивме нешто во однос на тоа, имавме некоја комуникација, нешто дека ќе ги правиме со некако, нели, нешто боја, што беше приказката, не ми текно, може да ме подсетиш? Добро, нема врска, не те слушаме, али нема везе. Пичува во чат.
Аха, Да. што пишува? Не го гледам. Треба чатот. материјал. Добро, ќе средиме тоа, ќе се договориме. Океј, ќе ви пишам во групата на Viber и ќе ги додадеме сите кои што не се додадени. Ве молам, пишете му го бројот, пошто некој покасно се вклучија, на Јован, или пишете го во чатот, Јован ќе ве додаде во групата и ќе комуницираме така ако е океј за вас. Добро, јас ќе продолжам без многу, па да направиме кратка пауза. И мислам може и да се дисконектирате, може да се уклучите, може да се исклучите, како сакате едно 5-10 минути па ќе продолжиме. Значи, отклизавате на пети. Кога ќе видите дека е доволно, дека добро отклизава, значи со клекнување со спуштање на тежиштето и со појак притисок на петите ќе се зауставите. Значи ќе застанете. Додека отклизавате, потребно е погледот да иде лево-десно, за да го пратите сообраќајот. Секогаш пред да тргнете, треба да видите дали иде некој од озгоре, дали нема да му посметате некој ако иде косо, да со вашето тргнување му го препречите патот и да се удрите. Многу често луѓето на почеток, иако ќе им даете рака, тие ќе го набијат погледот пред себе. Така се виткаат во лоша положба и така нормално не гледаат кај идат, може да паднат и да се повредат. Значи погледот треба да биде пред себе, во хоризонт и да бидете внимателни на една и на друга страна. При отклизување на прсти, значи со грбот наназад, добро е да бидете на пети од горната страна, да ги придржувате за раце, да ги контролирате да имаат подеднаква тежина на двете нозе и да може да се заустават кога они ќе посакаат. Контролата на брзината, тоа значи контролата на целата ситуација ги прави бордери и безбедни. Тоа е вашата задача како инструктори, да можете да ги насочите, да ги натерате луѓето да контролираат брзина и да уживаат и да можат да пазат на себе и на другите кои што се на планина. Некои вежби, ова е едно чучнување, значи при самото чучнување гледате треба да биде позицијата, значи не како оние кукови изместени што ги гледавме порано во презентацијата, него да биде спуштањето во средината на даската подеднакво на двете нозе. Тоа е и понатаму битно и за трикови, и за возење по стази и така натаму. Додека се вози, една од вежбите која што е чучнување, значи горе-доле. Можете да имате промена на брзина, значи да пуштат малце побрзо па да се заустават, да се пуште побрзо па да се заустави, да се застане многу брзо доколку има потреба, со спуштање на тежиштето и со јако притискање на петите. Една од вежбите за усовршување на овој лик е лист. Прво отклизувате на едната страна, па ќе се зауставите, па на другата, па ќе се зауставите. Ова косо отклизување помага и за следната вежба, тоа е за следниот лик кој што е косо отклизавање. Многу е добро да доколку имате повеќе ученици да си помагаат, да ги поделите во парови. Доколку сте сам инструктор, нормално вие ќе бидете цело време со тоа, тоа е најдобрата опција, така најбрзо учат. Меѓутоа доколку имате група, интересно е за групата да бидат и да работат во парови. Океј, значи тоа се тие некои работи кои што ги прегледавме во овој лик. Дали има некој нешто да ме праша? Или да постои прашање или нешто да сподели? Не. Сакате да направиме пауза? 5 минути? Сакате? Може. Дајте ќе го оставам овдека, ве молам тие кои што не ги познавам. Овдека гледам дека има Иван, некој? Не можам да видам кој е Иван. Сори, да. Јас. Океј, се заборев, пошто се уклучи уште некои луѓе. Ако можат нека ми свртат на Viber. Трајо го гледам, не знам кој имам уште тука. Како можам да ги видам сите? Толку сме. Го имаш Калист? Добро, Калист ми е во групата. Да. Илчо ќе го додадеме сега веднаш. Трајо го додадовме, недостасува Горијан Кавраков, не знам ако не слушаш
Трајо, пиши му на Горијан Кавраков дека тече ова, па ако сака нека се приклучи. Сега е 8 сат до 8:05. Може пауза да се размрдаме малце, да има пиеме вода, нешто тоалетово. Може. Супер, фала ви. Гледаш, јас сум на Санторини, Боки. Милчо, шо правите бе, добри ли сте? Зашо не може Милчо да го слушнам, не ми е јасно. Затоа што има стајано мјут. Еве, јас сега го анмјутнувам, ама и он. Па и он треба да се стисне, не само ти. Фора имало, Кире. Ало, Еве си, Илчо бе, кај си бе? кај си бе? А вич се немаме чуено се имаме гледа. Ние сме у Париз. Ева Мулен Руш. Свежи сте многу. Како? Свежи сте, машала. Не те разбирам, како? Свежи, викам фала сте, Богу, фала Богу. Да, имаше доста што закачија корона, ама они се сега вакцинирани, така да тоа е добро. Слушај, се што сакате материјал, пушти ми. Добро? Сноуборд не можам да направам, ама книга ќе ви направам. О, добро. А кажи ми, ти ја имаш книгата? Абе, јас ја имам, ама во неува состојба е, разбираш? Да, во неува е. Дај некоја, ако може Ќе по... направиме, повеќето ги имаат за 2-3, мислам дека станува збор. Не успеавме тоа да го направиме у... Јас, тогаш Кирил, му направив во дигитална форма. Да? Да, му пуштив на сите на Вибер, мислам и тебе ти пуштив, не знам. Знаеш дека ја неам, има шанси негде ти да ја имаш тоа, да не ја препратиш пак сега Аби, во вакото? најди ме, ќе ја поварам да видам низ овие моите, кажи го, архиви да видам. Еј, супер тоа, ако најдеш, топ ќе видам. Што има, што се случува? Ти кај си, што правиш? Работиш, не работиш? Добро, работи, ме тераме. Оти не можам да ве гледам бе јас, ми исклучи. Не сум ја, мислам... Кој е администратор? Не, јас сум хост. Оти не ве гледам бе. Слабо ми оди зумот за тоа. Па не знам. Добро, сега те гледам, така. Не, јас имав, значи, јас поделував презентација и затоа не можев да... Веројатно тоа си ја гледал презентацијата. Да. Океј, ни се приклучи и генералниот секретар Вук. Кажи му и на Вуксановиќ, на Владимир, ќе му направиме и ова тие сертификатите на повисоко ниво со заштити, со ово настојам на располагање. Добро, тој те слуша, ќе го информирам. Еве го Вук, пошто е и на друг митинг, он сега вика лайк и така натаму. Да, ќе се слушнеме ние ова. Се што може соберете ми, ќе направиме се што можеме. Вала ти многу. Ќе направиме некој скрипта уба така, знаеш, да личи. Добро. Ќе официализираме се што треба. Океј. Фала ти. Така. Секунда само, ја морам тајм-аут. Знаеш да работиш на ово?
Кица мутнаци, да не збораш. Окей. Добре сега. Дечки, ја мислам дека треба да истераме и понатаму, да не губиме многу време, доволно е 8:06. И не знам, го предам зборот на Драган кој што ќе биде за косолизгање. Извини Драган, нема ти го предам одма, значи целиот процес се состои од 4 основни лика. Значи прво идеме бочно лизгање, значи да се совлада, да се добие осет на даската, кај си, што си, пети прсти, да можеш да се зауставиш, да закочиш. Потоа имаме косо лизгање, да може да се научи да се движиме во страна, после да биде основен завој, кој што ни е крајниот лик денеска. И тука доаѓа првото задоволство од бордањето, значи кога од едниот кант ќе се префрли на другиот. Обично тогаш мислат дека готово завршиле со учењето, и тоа не е тоа така. Тоа може да се случи и првиот ден, и добро е, доколку имаме можности првиот ден да малце ги завртиме луѓето да доживеат така задоволство кое што ќе ги мотивира за да продолжат понатаму. Драган, јас ќе почнам да го споделам презентацијава. Кажи ми ти кога ќе сакаш терај. Ако се спремни дечки, немам проблем. Ја мислам дека треба да почнеме без разлика дали се спремни или не, кој е спремен. Не, дека. Океј. Вториот лик од обуката би бил косото лизгање. Што е идејата? Значи, откако веќе ќе го совладаме на бочно лизгање, кога ученикот или кандидатот ќе биде доволно течен во своето движење по кантот, спремни сме да поминеме на следниот. Само малку. Кај ја сега работам нешто. Извинете. Иначе добро ја да кажаме Драган, да те пофалам, он е татко повтор пат сега од пред некој ден и така мора да имаме разбирање за оваа семејна ситуација, така нека е жива и здрава и ајде да тераме. Океј. Значи, кога веќе сме го совладале косото лизгање, бочното лизгање, време е да поминеме на наредниот чекор, но тоа е косото лизгање. Што ќе постигнеме со косо лизгање? Значи, што е целта на овој лик е фактички да успееме да се движиме преку падината, не директно во смерот на падницата, него на косо, фактички попреку. Со тоа ќе успееме, на Кире што го спомна, веќе иницијалното возење на сноуборд по некоја патека. Значи, таа е веќе поголема малку сензацијата од самото движење и обично кај луѓето придонесува за малку поголемо задоволство од косото лизгање. Каков терен избираме, зависи највеќе од условите, но генерално би требало да се земе некој терен кој што е сличен на оној за бочно лизгање. Значи да не е премногу стрмен, да не е премногу благ, да избегнуваме ледови, да избегнуваме премногу гужва на самите патеки. Со тоа ќе добиеме да учениците, односно кандидатите, немаат премногу дистракшени во однос на тоа во својата работа. Као сега, Драган, не може да имате дистракшени во својата работа, затоа вака ако некој ве нервира на стаза, само мют и нема да има проблем. Извинете, мала дистракција од страна на ќерката. Океј. Значи,
веќе со изборот на терен, би рекол дека најдобро би било да се користи истиот оној терен кој што го користевме за бочно отклизување. Со тоа што веќе ќе се движиме во овој лик, ќе се движиме од едната кон другата страна. Значи под некој агол од 45 степени гледано од местото од почетокот. Како би го објасниле ликот е пред ученикот, значи најпрво треба да му кажеме како, од каде започнуваме, што би сакале да постигнеме со вежбите, односно со самиот лик, и како ќе се одвиваат работите штом ќе тргне во тој лик. За косо лизгање мораме да му објасниме дека секогаш почнуваме од бочно лизгање. Значи, она што веќе сме го совладале, она што веќе се течни самите кандидати, е основен, односно почетен лик за косо лизгање. Од таа позиција, веќе полека, како што гледате на сликата, основен став треба да заземе кандидатот. Полека ја пребацува тежината 2/3 на предната нога, односно на страната на која што би сакал да се движи. Таму се уште немаме предна, задна нога и така натака. Значи, полека ја пребацува тежината кон напред и даската од едно странично движење почнува да се движи во страна. Ако имате некоја представа на жолтиот, значи тоа би значило дека од оној врвот, од моментот кај што се муваме од скилифтот, полека се движиме кон детска радост скилифтот. Значи под некој агол од прилike 45 степена би бил идеален. Што е идејата? Фактички да се да се зачува и зголеми рамнотежата при движење, да се совлада теренот во одреден пат, што не е директно по падот на падината, и самиот кандидат да стекне повеќе контрола на даската. Значи веќе, односно на бордот, и веќе да почне да управува со него. Ке да ми ги измешав. Јас се извинувам. Така. Уште една работа што треба да го научиме, односно да му кажеме на време, како би се, кога веќе ќе тргне бочното лизгање, како застануваме. Значи, без разлика дали одиме на прсти или на пети, секогаш бочното лизгање го завршуваме со силен притисок надолу. Значи, со клекнување, со спуштање на тежиштето и застанување на крајот од скелиштето. Значи, секогаш почнуваме со преглед на ситуацијата, на безбедноста, дали некој се движи над нас, дали има некој залетен, дали има некој објект кој што се движи кон нас. Секогаш застануваме на крајот од скијалиште, од падината, секаде каде што е блиску до скилифтовите, односно во безбедна зона. Никогаш не застануваме под падина и никогаш не застануваме на средината од терен. Тоа е многу битно за да се зачува безбедноста на самиот кандидат и на луѓето околу нас. Како менуваме фактички страна, при застанување, односно при спуштање на тежистето, кандидатот скроз застанува, скроз ја намалува брзината, доаѓа до 0, полека застанува на коленици, односно на грб, се врти механички на грб, значи односно на стомак, се додека лежи на земја. Значи многу е битно да во овие ликови не брзате со самата изведба, иако некои се понапредни, некои се сакаат да завртат, некои се понестрпливи да направат нешто повеќе, мора да ги правите вежбите баш како што се пропишани, за да самиот кандидат биде прво безбеден и второ да стекне одреден степен на контрола на бордот, па тек понатаму кога ќе ги совлада овие елементи да оди на следниот лик. Некои од вежбите кои што може да се прават за да се фактички усоврши овој лик, како што гледате се чучњевите, на оваа слика е прикажан чучењ, на македонски најверојатно чучење се вика исто така. Значи тежиштето на телото треба да остане над даската, со тоа
ќе ја обезбедиме рамнотежата. Немаме притисок нити напред, нити назад. Даската продолжува да се движи по целата површина на бордот, значи нити еден од рвовите не е претерано оптоварен и кандидатот успева да ја маневрира својата позиција нагоре надолу. Значи со тоа ќе покаже дека ја владее даската. Друга вежба која што може да ја примениме е наизменично лизгање. Значи бидејќи рековме се уште немаме кој е предна, кој е задна нога, значи би било некој силен притисок на лева страна, силен притисок на десна страна. Тоа се такозвани смреки или елкички како ги викавме. Така да тоа е уште една вежба која што би можело да се користи. И третата работа е лизгање во парови. Кира ја спомна и овдека е многу згодно да се користи затоа што самите кандидати се контролираат, доколку отсуствува пар може се користи инструкторот, кој што би бил фактички основа за која што може да се придржи кандидатот. Најголемите грешки кои што се случуваат при косото лизгање е прво лизгање на назад, значи рачунате тргате од жутиот према женска радост, а клиентот, односно кандидатот не успева да ја оптовари прописно предната нога, дефанзивен став зазема на задната нога и тој почнува да клизи на спротивната страна од посакуваната, значи почнува да клизи према наназад, према жолтиот скилифт. Тука може да му помогнете многу со, значи прво го застанувате, му кажувате неколку вежби како да ја оптовари, не знам колку се сеќавате, можеби некои не се запознаени, оптоварување на предната нога, ставање на топка на предната страна и така натаму. Повторно, значи, се враќаме на вежбите за бочно лизгање. Другите две вежби кои што се спротивни една од друга е пресилното оптоварување на кантот, односно на рабникот од сноубордот, и во тој момент самата даска, односно самиот сноуборд, премногу остро врти, значи се случува да тој оди преку падината, односно да почне да се качува нагоре. Движењето цело време треба да се коригира и треба да е смут и треба да оди по целата површина на бордот. Не знам колку сте приметиле, се јавува еден карактеристичен звук како се гмечи снегот и тоа е оној вистински показател дека даската, односно сноубордот се движи во вистинска патека и во вистинска форма. Исто така, ако премногу се оптерети задниот дел, односно ако кандидатот е премногу напети при фронтсайд, односно на прсти при бексайд, тогаш доаѓа до лизгање наназад, односно фактички целиот кандидат се лизга наназад. Тука се губи, односно се добива брзина и се губи безбедноста на самиот кандидат и веќе повторно мора да се вратите неколку чекори назад, да исправите позицијата на телото и да се фокусирате на притисокот каде точно треба да биде. Значи, уште еднаш, тргнуваме од бочно лизгање, каде што тежината е подеднакво на двете нозе, полека ја префрламе тежината на предната нога, околу 2/3, никогаш тоа не може јасно да се квантифицира, ама генерално треба повеќе да биде на едната нога, погледот е преку предното рамо. Даската почнува да се движи во посакуваната насока, со спуштање на тежиштето, веќе ја намалуваме брзината, кога скроз ќе го спуштиме тежиштето, сноубордот застанува. Тоа е некој отприлике тек на вежбата. Како кажав, како вежби се користат чушњеви, се користат наизменично допирање на предниот и на задниот дел, се користат допирање напред и назад, и се користи оној emergency stop. Може би сте го виделе, значи на даден знак од инструкторот, кандидатот силно да застане во место. Ова помага при критични ситуации, односно кога некој не наидува на него, кога имаме лед пред нас и така натаму.
Исто така може да се користи и фактички таргет, односно цел кон која се движиме. Обично на жолтиот користиме столбови од детска радост и велиме отприлike ајде ќе лизгаме кон првиот или кон вториот столб и полека самиот кандидат гледа да ја насочи својата даска, односно својот борд кон тој објект. Може да биде и скијач, може да биде и некој друг фиксен објект, така да може да користите било што од ово. Отприлike тоа е тоа. Супер, фала ти, Драган. Кажете ми дали има некој прашање, некој нешто да постави, да сака? Изгледа многу овакво официјални сме, нема како другачие. Ова коронава не уништи. Океј, тогаш Бојан Андонов нека превземе за основен завој, да не го трошиме вниманието. Тоа е третиот лик кој што денеска ќе го разгледаме. И Бојан, the floor is yours. Здраво, здраво. Основниот завој е у принцип... Чекај, па не може мако одма озбилно, бе. Дај нешто од себе, не знам. Знаеш, по дефиниција овие предавања монотонијата мора да се развија со нешто да кажеш, не знам, поима немам нешто лично да споделиш. Еве, ја кажав дека сум на Санторини, ти кажа дека си у Париз. У Париз, да. Ама ја пратив сликата. Дека сте заедно со Јован, не знам, нешто. Со Јован сме заедно, дојде, пак покажи се. Ми помага тука, ќе ми помогне и у презентација на некои вежби. Здраво на сите. Кире, знаеш, буги емоција под стрес, нема предавано одамна и затоа си почна така официјално. Официјално, се поклони, не се поклони. Добро, ајде да не им го трошиме времето, онда да идеме стварно. Значи, у принцип, овој завој при возење кога ќе научат учениците многу малце се користи, ама е најлешен начин да се пренесе и они да ја сватат физиката на промена на кантовите. Значи, кога ќе научат да менуваат кантови, веќе многу ретко би користеле основен завој при возење. Сега, многу е битно пред да почнеме со учење на основен завој да имаме совладано бочно и косо отклизавање. Изборот на терен за основен завој е многу битен. Пошто тргнавме со Маврово, најдобро би било оној вториот дел од жолтиот скилифт, но кога е снегот влажен, ни тука не може да работиме, така што би се качиле малце погоре. Значи, идеална стрмнина е вториот дел од жолтиот скилифт. Сакаме ученикот да се движи, ама па да не му дадеме ни простор да развие голема брзина за да не избега, затоа што при некои од грешките што се најчести при учење на овој завој се случува и тоа. Браво Бојан, извини сега ќе те прекинам, ова е многу битно, затоа што секое правило има отстапка, сега ти баш така го спомна, нели, да, ама ако е влажен, таму нема да се движиш. И тогаш инструкторот одлучува за се, он мора да најде начин да биде безбеден, ама и да може да ги спроведе сите ствари што ги има у глава. Да оцени, овде може, овде не може. Затоа немате ни една јасна дефиниција, која немам нити правило кое што ја знам, може да биде единствено. Значи имате вие сосема слобода. Повели Боки, извини. Ама куќето лаеше. Добро. Значи, сакаме ученикот да може да контролира константна брзина при отклизавање, за да може да почнеме со екзекуција на основниот завој. Исто како и при косо отклизавање, за почеток на завој, значи основниот завој најдобро е да го поделиме на неколку фази за најубаво да го разбереме како комплет. Првата фаза би почнала со косо отклизавање, значи сакаме ученикот од бочно да преиде во косо отклизавање,
со што ќе пренесе голем дел од својата тежина на неговата предна нога. Во случајот за овој завој е во проценти негде 85 нека биде на предната нога. Кога ќе ја пренесе тежината на предната нога, ќе забележиме дека даската ќе почне да се врти, значи центарот на ротација на даската ќе се како шестар ќе стане центар предната нога. Тоа е овој слайд, така? Во него. Молам? Тоа е ова префрлање тежината на предна нога. 90 може више на предна значи, нога. ние овдека само извини Боки, супер го објаснуваш, но има две опции. Ова се некои стари видеа кај што се бара да бидат рацете расширени, ама ние сме се договориле дека тоа нема да го бараме. Битно е тоа за да се дефинира позицијата на рамената, на рамењата. И раце помагаат на почетниците за оската на рамењата да свртат и да им биде појасно каде треба, на која насока да се движат рамењата. Но и не мора да го форсираме и ние нема да го бараме тоа тука нити на испит, нити на вежбање, нити на ништо. Ако го правите, окей, ако не го правите, нема никаков проблем. Помага, сега малце глупо изгледа, ама добро е на почеток. Повели Боки. Добра е сликава да се покаже моментот кај што се менува кантот, значи може да се вратиш назад, во овој момент, уште една назад. Тука на овој момент, затоа што отклизавал назад, да речеме, падината му е позади, тргнал со притисок на прсти, значи предниот кант бил во контакт. Кога ќе дојде до следниот момент, значи целосно да става тежината на предната нога, даската почнува да врти околу центар на оска во случајот неговата десна нога и можеме да видиме дека тука веќе целата површина на даската е во контакт со снегот, значи не е само на прсти или на пети во другиот случај, туку доаѓа целата даска во контакт на со снегот и ова е моментот каде што ученикот треба да ги смени кантовите на кои што се потпира. Во случајов е следната слика, веќе го сменил, но како се доаѓа до тоа, ова е последната фаза од основниот завој. Во моментот кога е оваа слика, преходната вратиме. Значи во моментот кога целата даска ќе дојде во контакт со снегот и ќе добие правец кон падината, треба да го завршиме завојот со завртување на рамењата и на главата во правецот во кој што сакаме да движиме. Тоа потоа ги влече и нозете и даската ја врти за да се префрлиме на задниот кант. Основниот завој исто завршува со едно чучнување доле, ево, при што покажуваме сигурност и рамнотежа и контрола на брзината на движење. Значи тука е кочењето, така? Значи тука е, пошто даската ќе тргне право и он тука ќе заустави, ќе закочи, ќе исконтролира брзината. Да. И после? Понатаму треба да продолжи со косо отклизавање. Супер, ептен убаво го објасни Буки, свака част. Мислам, стварно детално и стварно прецизно. Да идам може со следен слайд? Може да. Ова е од другата страна само како би изгледало и тука многу добро се гледа, кај многу бордери ова многу битна позиција, многу ми се свиѓаше овој затоа што да, исправен грб, а свиткани колени. Тука многу често кај почетници ќе гледаме грешка во ова клекнување, значи клекнуваат со главата напред, го виткаат грбот, а во нозете остануваат исправени. И тука многу добро се гледа погледот дека е во правецот на движењето. Значи он се движи према нас и така и гледа. Ова е грешката што некој само дали може да каже, еве дај опција некој за да се вклучи ако може. Чекај да видиме од активниве. Даме не ни кажа ништо. Бе, немој да го закачаш сега кажуваше, немој ти така. Ајде, некој, било кој. Што се случува на овој слайд?
Значи ова е една од најчестите грешки при основен завој и мислам дека Не, Даме мора да одговори, нема кој, нема доброволци. Ајде Даме. Што е ова? Што се дешава сега тука? А тука ја става тежината премногу на едната страна. На која страна? Во случајов на негова лева, на левата нога. Ќе ти помогнам? На задната. Така. Врати го, тоа чека. Да, значи тука добива поголема брзина од онаа брзина која му е потребна или за која е навикнат и едноставно тоа е психата на човекот и он се плаши и бега наназад и автоматски ја губи контролата врз даската и вака завршува на крај. Браво, тоа е тоа. Тоа е една од најчестите грешки кога ќе сакаат да завртат прв пат. Ова више тука Бојан можеш да ја коментираш ти. Фала Даме, супер. Одговор кажи Буки. Мислам и си пишува. За општо возење не е конкретно грешка во основен завој, значи преисправена положба на телото, исправена во нозете, тежината му е на задната нога, се гледа задното колено му е доста по-свиткано од предното. Овде нема и исто така амортизација на било какви грудки, да речеме, по стазава или тумби. Да поминеме на следното. Значи ова е вежба за корекција. Како ова кога одноди назад? Корекција на првава грешка што ја зборавме, да, за пренос на тежината на задна нога при вртење основен завој. Значи пробуваме за време на целото завојување да го натераме ученикот да покажува со предната рака кон носот од даската, кон предниот крај од даската. Значи да не му дозволиш да се навали назад, да е. Океј, тоа е тоа. Дали може нешто, не знам, Јована ако сака да се вклучи, не знам, околу некој од следниве, да речеме, грешки, појма немам. Еве оваа грешка. Да ја демонстрираме вежбата за основен завој. Може. Што нас ни помогна последно време. Добро, може. Ајде ја. Двојка. Како? Ајде. Оваа вежба, Кире, е за како најлесно инструкторот да му помогне на ученикот. Не ми се врќаш мене, јас се извинувам, ама мислам. Добро. Да целиот аудиториум тука има 12 луѓе. Значи оваа вежба ќе биде за како најлесно инструкторот да му помогне на ученикот при извршување на основен завој. Значи замислете дека овој простор тука ќе биде падината и ние ќе се симнуваме на кај вас. Јас ќе бидам ученикот, а Бојан ќе биде инструкторот. За почеток отклизувам кон падината, бочно, да речеме право надоле кон падината. И мојата цел е со мојата ќе бидам со десна нога напред, да направам завој, значи еден од оваа страна, па да се спртам со грбот и да направам уште еден завој на бексид. На прсти на 5. Да, на прсти на 5. Ево, тука почнувам и станувам ученик, оставам на Бојан. Значи движиме, го оставам ученикот позади мене да не може да избега надоле и со тоа да го контролирам и неговото движење со мојата брзина. Лизгаме двајцата со иста брзина надоле, за почеток на завојот, он ја пренесува тежината на предна нога, со тоа што јас му ја зимам предната рака да му помогнам во завртувањето на рамењата и он практично го прави основниот завој околу мене со тоа што јас го контролирам со предната рака на која страна ќе се врти. Додека лизгаме. Сега, кога ќе дојде во оваа позиција, за другата страна, повторно доаѓам под него. Сега сме грб со грб и од тука на оваа страна, не знам дали се гледа добро. Да, се гледа. Помагам за следниот завој. Значи цело време го држам околу мене,
му помагам и за стабилност и за вртење со рамењата и доста лесно се совладува преносот од едниот на другиот кант на овој начин. Ти си со врзани, откопчани, една нога во вес, како си, тоа само кажи? Исто како него, да, отклизаваме заедно надолу. Со двете нозе си во... Се врзани, да. Значи, Да, многу интересна и многу битна за да помогнете. Не правам никакви движења. Да. Многу често тука се случува овие неколку грешки. Сега, ако сака Јован да ги искоментира, ако сакате заедно. Може. Слободно. Значи, оваа вежба што ја покажавте вие, тоест оваа помошна вежба, многу помага доколку имате ситуации како на следниве слайдови. Па повели Јован. Конкретно на овој слайд може да заприметиме дека може да вратиш, да. Јасно е дека прерано влегува во завојот, значи пребрзо врти. Тоа може да го заприметиме по неговото тело, формата, позицијата на која што е наместен. Значи дека прерано си го има затворено завојот, со тоа што предното рамо веќе покажува во насока во која што даската не може да се движи. Како што кажа Бојан, предната рака треба да биде каде што е носот на сноубордот. Значи... Добро, и тука се случува често да се фати предниот кант и да се летне на нос, и многу е добро затоа тука да биде инструкторот, значи во центар на вртењето и да прави таа помош која што ја покажавте. Значи тоа е таа вежба, тоа е таа грешка. Исто така што е ова, значи дека вие како што кажавте полека, тоа значи дека поголем ќе биде самиот круг, значи самото вртење ќе биде на подолго растојание. Ако проба да го сврти премногу брзо, тешко оди. Меѓутоа ако тоа трае и завојот е поголем, значи по велеслалом, не е слалом, него е по, да речеме, по должина на целиот жолт скилив, тогаш ќе има време многу подобро да процесира мозокот каде се наоѓаат нозете, рацете, позициите и полесно ќе се заврти. Последниот слайд има една вежба која што вашата вежба многу помага, многу. Ако влезе инструкторот внатре во завојот, помага да се случи што? Ова што е? Може и некој друг да каже ако сака. Добро. Еве ќе почекам ако сака некој да се пријави, ако не ќе кажам. Океј. Тера Јован. Ајде Бојан, мерак во него. Не. Може. Само дека исто многу често, значи тоа со задна нога што видовме кога се крева даската е најчесто за пети вртење, ова е најчесто за прсти вртење, многу често се фрлаат во завојот со целото тело, значи не остануваат над даската, оската, тежината не останува во центарот на даската, туку се навалува напред и влегува во завојот. Ова исто вежбата што ја покажавме со Јован помага за тоа што кога сте тука не му оставаш простор да се навали. Од вас како инструктори, идни и сегашни, ќе бараме да ги покажувате вежбите максимално коректно. Сите оние кои што знаат да бордаат, ова ќе го направат и они нема да паднат. Дали некој знае зашто добрите бордери ќе го направат ова, што е на овој слайд, и нема да паднат? Затоа што знаат да карваат. Чекај. Па добро, да. И што тогаш? Што прават? Кажете некој друг. Ќе продолжат. Друго ми е идејата. Значи, они се навалени и они можат. Ама зашто? Дека знаат да се возат на кант, нели, пошто знаат да караат. Ама добро, а што им овозможува да се возат на кант? Па мислам дека притискат појако на прстите најверојатно. Добро, ама ќе притисне на прсти и сега Мислам дека ако го нема тоа што треба го кажете, они ќе паднат. Ама ако го имаат, они ќе обстанат така. Така се вози понапредното ниво. Брзина. Нешто фали. Валјда си ја прилагод, мислам, брзината има браво. прилагодена и според тоа тежината ја пренасочуваат како што треба. Значи, искусните бордери
ќе си ја прилагодат брзината и таа каква ќе биде за да не паднат? Брза. Поголема. Поголема, нели? Ти можеш вака, ама ако си брз, ама ако си спор, нема, ќе си паднеш на нос. И тоа е тоа. Тоа е тоа што сакав да го овакво да го извлечеме. Тоа е супер. Не знам сега, ние ипак сме бордери, ама изгледа ова школа на Zoom, факултет на Zoom, нешто не натера да бидеме малце крути и што ја знам да не се решавате, не знам, mute, turn off камера, поима неам. Ја, например, исто керка ми е 8 оделение, таа помалата. Нема шанси, она на час математика гледа преспав човече, мислам, катастрофа тешка, си седи и си гледа. Тоа е нејзин избор, што да правам сега, нема шанси никако да стопирам. Не знам, ќе земам телефон, она на компјутер ги гледа, катастрофа, на мют, она и нема никаква комуникација. Ама тоа е добро, се надевам дека ќе бидеме на терен, па ќе може да се, не знам, да се ждригне, да се направи некоја фора, да се пипне некој позади, па да се сврти на другата страна и така натаму. Пошто тоа би го карактеризирало нашиот дух, не знам, се надевам дека треба тој да го задржим. Даме што се смееш. Па кажи нешто, бекни. Океј, малце интермецо, извинете што досаѓам. Дајте сега да видиме, Јован, продолжуваш да коментираш слайдови? Нешто дека тие што сакаат да бидат додадени во групата мајси да ги имаат информациите околу овој курс, би требало да ми пишат, а тоа може да бидат Иван Димитриев. Не, Иван го додадов јас. И Филип. Пишав ја. Го додадов јас, Филип е додаден, некои се пишани. Може и по-посилно да се чуеме. Океј, дај идеме, уште имаме уште 2-3 слайда и завршуваме за денеска, да не ве држиме предолго. Океј. Па немаме уствари, нели? Да. Ова се користените материјали, тука се некои многу интересни видеа, кои што сега ќе ви ги испратам. Ова е, морам да ви кажам, презентацијата е малце поголема. Ќе ви испратам цела во групата. Даунлодирајте линк на WeTransfer, не знам уште колку дугачко ќе тера и овие линкови ќе ги имате таму. Можам и вака да ви ги пратам линковите, како сакате. Да, можам да направам тоа. Кажете ми дали некој нешто сака да праша, имаме уште нешто малце време, дали некој нешто сака да каже, да сподели, да има идеја да ова изгледа малце подинамично, по-пријателски. Мислам, најдинамични беа Бојан и Јован, сепак они таму танцуваа малце. Они се заедно. Да не сватат сепак погрешно, нели? Не, девојките ви се од другата соба, што нема, ја ќе кажам, не е проблем. Појави се. Вистат. Добро, имате ли некоја препорака што да направиме поинаку? Како сакате да се организираме? Не знам, добро ли е, не е добро? Разбирате, не е јасно. Може и да пишете, слободно. Анонимно може да пишете. Нема, тоа е, Софи се стај на мют и нема... Јутро те прашува за информација за работа на скијачките центри. Кој ме прашува? Во групниот чет Јутро те прашува за... Он закасни, да. Има иницијатива од Скијачка федерација да нешто да пишуваме протестни ноти, некои глупости, тоа е тоа. Не знам што ќе биде. А како би се прикажале на терен ако нема уопште скијачка сезона? Не знам. Нема одговор на тоа прашање. Немам одговор на тоа прашање. Ќе има. Се надеваме да има. Ако нема, имам една идеја, добра, супер прашање мија. Ние овие ствари можеме да ги извежбаме. Никој не може ни забрани да се качиме на двосет, на крајниот дел, кај што е супер, нели, Спиди? Значи, кај што ќе биде супер, ќе се договориме, ќе ни стапкаат. Можеме да земеме и некој бокс и така натаму, да наместиме. Нешто да се жилавиме, да го спроведеме се ова. Стварно е доволно. Може да се качуваме пешки, имам ја некој скилип што е ручен. Значи, некои панкерски моменти. Ќе треба да бидеме креативни. DIY ствари. Не знам. Мија?
Па не знам, јас се надевам дека валјда нешто или ќе отворат скечка сезона или ќе направиме ние нешто, затоа што ја мислам дека тој дел е уствари најинтересен. Најинтересен, Сепак, многу битен. Мислам, треба онаку пракса да се видиме и ние. Сега ја, например, никад нит сум објаснувала некој освен на сестра ми, така што треба да се видам како што. Да, и ќе вежбаме у парови и така Земја, натаму. земја како ученик. Да. Океј, Прашање. Добро, повели. Во двојка. Ја знам дека сум досаден, ама ќе има нешто како ќе има, што ќе има. Не. Кима. Ќе ти изненадим. А така ли? Добро, ни се братучети, затоа се така блиски у комуникација. Тоа нема да ти помогне при полагањето, само да знаеш. Се шалам. Битно е да се дружиме, да учиме, да разговараме за оваа проблематика и не знам. Ето така. Добро. Ја тука би завршил ако нема некој посебно некој коментар. Софи, нешто ќе ни кажеш? Па јас вака би кажала кога за крај дека ова беше многу пријателски настроен семинар. Па нема како другачие да биде, мислам, ние нема тебе те мучиме да правиш склекови ако не сакаш. Мислам, тоа може у некои други овакво тренинг групи и така натаму. Добро. Дечки, фала ви многу. Искрено, и јас сум изненаден, нели, вака дека истеравме ова. Добро е да зборуваме за овие работи, добро е да ги повторуваме, да мислиме на нив, ама мора да се видиме на терен, нема друго како. Лека ноќ, фала ви стварно на сите. Ако имате нешто, пишете. Презентацијава сега ќе ви испратам, доwnloadирајте ја и се гледаме. Чао. Ајде, чао. Чао, чао. Чао. Чао, чао.